360 милиони денари ќе даде државата за да го поддржи растот на платите до 18.000 денари. За субвенции газдите ќе може да аплицираат за околу 60 на дена, кога мерката и официјално ќе стапи во функција. Субвенционирање на растот на плати до 18.000 денари кај трудоинтензивните гранки, тоа е каде што учествува вкупниот процент од трошоци за вработени во другите трошоци од фирмата. Над 50% треба да учествува. Сите овие фирми може да аплицираат за да ги поддржиме во отворената спирала која што се направи со минималната плата. Ќе биде за оние компании кои што немаат голем раст или имаат раст не повеќе од 10%. Ова е мерка која од Организацијата на работодавачи ја бараа подолг период. Според управата за јавни приходи, со оваа мерка ќе бидат опфатени околу 15.000 фирми и околу 50.000 работници. Во оваа мерка ќе бидат опфатени сите работници кои имале октомври, ноември, декември 2017 година плата до 18.000 нето. Сите тие, она плата што ќе се покачи сега, 30% од тој износ ќе го субвенционира државата. Јас се надевам дека работодавачите ќе бидат похрабри овој пат, сите ќе конкурираат, нема да се плашат од инспекции, нема да се плашат од големи административни процедури. Државните субвенции треба да донесат подобар живот на граѓаните, особено на оние од сиромашниот исток. Тоа би значило повисок стандард за нашите вработени, а од друга страна и голем поттик за нашите стопанственици. Во иднина да го зголемат, значи бруто платата секако и животниот стандард на населението. Новата мерка беше презентирана денес во Свети Николе, пред работодавачи од Свети Николе, Куманово и Штип.